Најголем дел од преговорите меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ не успеал поради тоа што партијата предводена од Никола Груевски не отстапувала од ветеното за време на кампањата, дека нема да дозволи двојазичност на целата територија по цена на задирање во Уставот на Република Македонија. Пишува Дневник. Двојазичноста наведува весникот и еден од клучните проблеми поради кои пропаднале преговорите. Според наши извори, на тоа се потрошени 95% од времето во рок од 20 дена за преговори. Партијата на Али Ахмеди предложила и инсистирала да се донесе законско решение со кое ќе се обезбеди двојазичност на целата територија, на што ВМРО ДПМН реплицирала дека нема тоа да го исполни, образложувајќи кои се нејзините принципи поради кои нема да отстапи од конечната одлука. Дотолку повеќе што тоа е ветување што Зоран Заев и СДСМ им го дадоа на албанскиот електорат, односно беше отворено како прашање уште пред почетокот на кампањата, кога Заев беше во посета на Швајцарија. Дневник пишува дека ВМРО ДПМН на преговарачка маса се обидела дискусијата да ја фокусира на можноста за унапредување на користењето на јазиците во општините каде што живеат најмалку 20% од припадниците на помалите етнички заедници, но и за ова имала поинакви видувања од ДУИ во врска со разните предлози и идеи. Но за ДУИ навидува дека ова било незадоволително и побарале јазикот на заедницата која брои над 20% од вкупното население во Македонија да биде службен јазик еднаков на македонскиот. Во врска со ова, Македонската партија нагласила дека не постои причина за такво нешто во општини, во кои воопшто нема албанци, односно ги има во мал број, помалку од 20%. Во спротивно, тоа би значило целосно изедначување на македонскиот и албанскиот јазик, што од друга страна нема да значи никакво напредување на другите јазици на малцинствата во земјава. Според концептот што го понудила ВМРО ДПМН, се давало можност за унапредување на другите јазици, како турскиот, ромскиот, српскиот, бошњачкиот и влашкиот, во општините каде што тие се минимум 20% за односот и кон другите заедници да е фер и коректен. Весникот пишува и дека во 20-дневниот преговарачки рок ВМРО ДПМН го иницирала и прашањето за пописот, односно начинот на неговото спроведување. Тие предложиле пописот да се спроведе со примена на највисоките стандарди и врз база на отпечатоци од прстите, како и од следните избори да се реализира планот за гласање на избирачите и нивна идентификација токму со отпечатоци. Збор станало и за кадровските решенија, но поради разликите овие предлози не биле отворени, завршува Дневник.